Здраво и добре дојде во третата подкаст епизода од новиот серијал Како од 30.000 евра годишна добивка да дојдеш до 100.000 евра добивка. И доколку прв пат го следиш овој серијал, јас сум Александар Кочовски, бизнес ментор, и овој серијал е наменет за предприемачи, собственици на услужен бизнес, како архитекти, дизајнери, маркетинг агенции, програмери, фронтенд, бекенд, небитно, кој стоматолози, правници, коучи, ментори, НЛП, што и да е. Значи, се она што е ориентирано кон услуга. Значи, не постои физички производ, туку услужно ориентирани луѓе. Компании, се извинувам. Супер. Денешната тема не е особено важна, а тоа е леверидж или подкрепа или како сакаш лост, а тоа е во нашиот бизнис е тим. Што може без луѓе, односно што може еден човек да направи, а што може да направат маса или голем број на луѓе. Што значи и зошто ни е важен тимот? Види, јас не знам каков бизнис во моментот имаш, но факт е дека се е направено со луѓе и факт е дека сам човек не може ништо многу да направи. Сега, каков е твојот бизнис модел? Дали ти имаш во самата фирма и маркетинг оддел, дали ти имаш и оддел за финансии или истото ти е, да речеме, делегирано, што значи имаш соработка со некоја друга фирма, сето тоа е во ред, но факт е дека во твојот бизнис тоа постои и факт е дека ако ти тоа веќе го работиш и го делегираш на некој друг, факт е дека треба да го третираш и оние надворешни соработници кои што го имаш идентично како се да се нели на твојот платен список, односно да ги третираш професионално, етички и секако што треба, затоа што имате заедничка цел, а тоа е твојот успех, секако и на нивни, нели? Сега, што е важно во тимот? Најважно во твојот тим е да најдеш прави луѓе на право место. Најчесто се случува да имаме прави луѓе на погрешно место или прогрешни луѓе на право место. Но ни првиот, ни вториот случај не е задоволувачки. Една работа сакам да разјасниме. Кога зборуваме тим, тоа се луѓе. Кога зборуваме за клиенти, тоа се луѓе. Кога зборуваме за вработени, за се останато, повторно, ние сме во бизнис со луѓе. Парите се во луѓето, времето е во други луѓе. Зошто ние прво вработуваме? Секогаш имај го ова на ум што ќе ти го кажам, оти ова е исто подеднакво важно, како и се претходно. Секогаш кога вработуваме луѓе, вработуваме од две и само две причини. Не постои трета, само две причини. Пиши. Првата причина е вработуваш лице кое што треба да донесе пари во фирма. Дали тој го нарекуваш продавач, дали го нарекуваш не знам како. Тоа лице, негова задача е да донесе пари. Повторно ќе кажам, дали е асистент на продажба, дали е продавач, дали е консултант во продажба, дали е специјалист во продажба, дали е комерцијалист, значи наречи го како сакаш. Тоа лице во твојата фирма има задача да донесе пари. Сега ќе те фрапирам малку. Кога сме кај продажбата, најголем дел од луѓето мислат дека они не се бават со продажба, а всушност се дел од нечива визија и мисија. Кога ќе влезам на Инстаграм, кога ќе влезам на LinkedIn, поготово, кога се ќе ги прогледам оние титули, Александар точно не знае више, не разбира кој на која позиција е и некој пишува тамо специјалист, дрмр, на ова, на она, више не се разбира. Кога ќе влезеш во банка, никому овде не му пишува продавач, а 24 часа е во продажба. Не му пишува овде дека е продавач за кредитирање на физички лица или кредитирање на правни лица, туку он е консултант консултант жити мајка, нели? Значи, што продава банка? Банка продава пари. Значи, ако ти си во кредитно, ако си напред, назад, небитно у кој одел, и се бавиш и им нудиш на твоите клиенти, преговараш за кредитно одобрување и заебанци,
Тоа значи дека си само продавач, а ти мислиш дека си референт во продажба, референт за ова. Тие современи изрази кои што ги ставаат луѓето, поготово во Западот, само знае дека луѓето, поготово оние кои што имаат предрасуди за продажба, само едноставно да направи благ прелаз, да не вика јас сум продавач, туку јас сум консултант. Значи, ти си во улога на некого да му донесеш пари. Крај. Сега, тоа значи дека секое твое вработување, првото нешто е, вработуваш лице да ти донесе пари. Ако ја гледаше минатата подкаст епизода, во која што зборувавме за организацијска структура, Александар не пишува менаџер, директор, заменик, асистент, не знам што, глупости амерички, туку пишуваме лице кое што носи пари. Како денес го гледаш на тоа вработување и како е лице ти вработуваш, ако од неговото работно место или очекување или ангажман очекуваш да ти донесе пари. Втора работа. Ако покрај тоа лице кое што ми носи пари, само допишеш човек кој што ми носи пари за да можам да одам на одмор кај што сакам. Лице кое што ми го подобрува квалитетот на живот. Лице кое што ми носи пари за подобар автомобил. Лице кое што ми носи пари за да купам викендичка. Лице кое што ми плаќа да имам топ гардероба. Лице кое што ми носи пари да одам на теретана, на фитнес, на планинарење, да се бавам со спорт, музика, здрава храна, да се бавам со ментори да ми помагаат во бизнисот, здравието, животот. Значи, како денес ти ќе гледаш на ова работно место? Ако во твојата организацијска структура пишува само лице кое што ми носи пари, отеднаш ти не се молиш на состанок, дај праќете извештај, го посетили објектот, пратили понуда, договоривте ли состанок, туку ти очекуваш уште при самото вработување да стои дека тоа лице е задолжено да оствари месечен промет од X евра. Стана играва полесна малку. Втората причина зошто вработуваш човек е за да ти заштеди време. Нема трета. Или ти носи пари, или ти штеди време. Еве сега ќе ги поврземе двете работи. Дали со мене се согласуваш дека ти како собственик на твојот бизнис не постои задача која што не можеш да ја завршиш сам. Сам знаеш да дојдеш до клиенти, сам знаеш да продаваш, сам знаеш да направиш понуда, сам знаеш да направиш фактура, сам знаеш да пратиш фактура, сам знаеш да црташ, дизајнираш, произведеш што и да се бавиш со оператива. Значи не постои нешто што во твојот бизнис ти не знаеш сам тоа да го направиш. Значи, зошто плаќаш други луѓе во твојот тим? За да им ја работаш твојата работа? За да им ја работаш нивната работа? За да се молиш, жити све заврши го ова? За да се молиш, аман веќе не правите грешки? За да ги подсетуваш што треба да работаат? За да толерираш глупости? За да толерираш неспособни луѓе? За да толерираш луѓе кои што дигнале, раце од животот? За луѓе кои што сонуваат и фантазираат дека ќе одат некаде? Нигде не идат, брат. Тој што е амбициозен ќе си замине. Познавам луѓе кои што 40 години работи на машина, рага, го оговара цел живот шефот, не мучи ни работата, ама просто пак е на работа. Значи, луѓето јада бурек, а ти гледај си своја работа. Значи, дали знаеш ти се да сработеш и твојот бизнис? Да, тогаш зошто плаќаш други луѓе? За да ти го ослободи времето твое, за да можеш или да работиш нешто друго попаметно од повисоко ниво, развој на бизнис и се останато, запознавање нови луѓе, вмрежување, влијание и се останато, и да имаш повеќе слободно време да можеш да живееш живот каков што сакаш, односно каков што фантазираше кога го започнуваше својот бизнис. Логично е, луѓе сме, сите ние сакаме нешто повеќе, нели? Значи, резиме, зошто вработуваш луѓе?
или да ти донесе пари, или да ти ослободи слободно време. Па сега, ако веќе дефиниравме дека ти требаат луѓе за или да ти донесе пари, или да ти заштеди време, сега значи дека треба да го одбереме твојот тим. Каква формула едноставна во 4 квадранти го дознаваме кој човек на кое место му е најпаметно. Погледни формулата. Имаме човек кој што е А играч. Кој е А играч во твојата компанија? Све знае, одговорен си е, искусен е, има знаење, му даваш задача, сработува. Нема препрашување, нема глупости, знаеш, му даваш задача, он си тера си работи бомбона. Имаш такви луѓе? Тоа е А играч. И сите ние посакуваме што повеќе да имаме вакви луѓе. А играчи, значи топ. Но што е проблемот? Малку се. Овие луѓе најчесто или се од самиот почеток у нашата фирма, па знаат се, сме растеле заедно, сакале, неќеле, научиле, супер сте се разбрале, или тоа се луѓе кои што сме ги превзели од друга компанија, па некој тоа друг го правел, а сега ти го земаш на готово, а резултатот е плаќаш повисока плата, бонуси, зашто некој друг ти го научил. Супер. Не е ништо лошо. Следниот играч е Б играч. Кој е Б играч? Б играч е знае што треба, ама нема искуство. Се уште ти не му веруваш и мора да го контролираш. Он знае да програмира, ама му недостасува сигурност, па сака да препраша, и ти не си сигурен во него или неа, па мора да вклучи и твое време, консултации, неизвестност, нели? За да ти одлучиш или он одлучи или она што и докаде е доволно добро, дали е квалитетно, значи мора ти да вложиш дополнителен напор за и време, и овој човек супер си ја работи задачата, само малку не му достасува искуство, значи ги пеглате работите. Дали е добар? Секако е дека е добар, еден ден ќе стане А играч, нели? Трпеливо, полека. Супер. Имаме С играч. Сега кој е С играч? С играч е новајлија. Дошол пред месец-два, нешто знае, нешто не знае, нешто информации, нема искуство, има искуство, значи човек од кој што имаш најмалку очекувања. Што и да му дадеш, ти не си сигурен дека ќе сработи, мора да го контролираш, мора да го едуцираш. Значи, што е тенденцијата? Па овој што ти е С, еден ден да стане во Б. Овој што ти е во Б да стане А играч. И слушни ме сега внимателно, имаме уште еден играч, ама тој не е Д. Знам дека ќе мислиш овде Д, дека ќе пишем. Тој е рак. Тој е рак или ѓубре. Каков тип е овој навработени рак? Овој, што значи рак? Метастаза. Што значи метастаза? Ја го разградува ткивото, работи против. Кои се овие луѓе? Во секоја Божја компанија има по еден, па ти моли се колку сакаш дека немаш. Или го имаш, или има тенденција да метастазира. Сега само онја рак, ама уште не прави метастази. Гарантирам. Која е рак личноста? Личноста која што ти го расипува тимот. Што прави со тоа? Тој не е задоволен или таа од ништо. Давај му ти плати, бонуси, слободно време, дрнјариња, привилегии. Тој не е задоволен. Ама пред тебе не збори. Тамо збори во тимот. Ти на маса го сметаш дека е искрен, одговорен, му споделуваш делови од интима, од тајни, од чуда за бизнисот, му кажуваш што треба и не треба, а тој го злоупотребува против тебе. Са на маса сте едни, а околу тебе го растура тимот, те прекажува. Кога е во група, он е за тебе, кога тебе те нема, он е против тебе. Излегуваш од фирма, од канцеларија, он јаде гобна против тебе. Значи цел тим ти го расипува. И сега ќе те фрапирам. Знаеш ли кои се овие луѓе најчесто? Твоите најискусни вработени. Не реков сите, реков некој. Не реков дека сите не ти чинат, ама еден го има сигурно. Или го имаш, или ти е во пендинг фаза.
Што сакам да кажам? Тоа значи дека зошто овие луѓе се од самиот почеток или најискусните? Оти растел со тебе. Он знае каде си бил и каде си сега. Он знае дека си немал ќординар за гориво, он знае дека едва си плаќал сметки, он знае дека си должел на секоја страна, он ги знае сите грешки што ги имаш направено, ама растеле заедно. Он те толерирал, сте се смееле, сте делеле јарно и лошо, си му давал информации што треба и не треба, оти си сметал или сметала дека е тоа нормално и нормално е за тоа ниво од 0 до 30, но од 30 до 100 и нагоре тоа е нешто што ќе те саботира. Следна работа. Кога ти ќе решиш од денес нема заебанци, работиме по системи, работиме по правила, која год ти сакаш промена да ја воведеш во твојот бизнис, ти имаш душман, кој што се вика рак. На маса со тебе е супер, само што ќе те снема, тој ти е душман. Што значи ова? Дека он ти ја знае слабата точка, на секој состанок ќе ти даде еден збор, два и ќе те врати назад и ќе ти докаже колку е сега рано за промена, колку е тоа невозможно, колку клиенти ќе изгубиш, колку луѓето ќе се налутат. Зошто? Па те знае, брат, како дишиш. Тоа е идентично како јас, ќе излезам на крај со 100 клиенти и луѓе кои што се на 20 милиони годишен промет, и луѓе кои што имаат 100.000 вработени, и луѓе со на почеток и со трпеливо со сите ќе ги решам. И со сите имам трпение и коучинзи да правиме и да решаваме верување и предрасуди и планови, стратегии и чуда. И трпелив сум и што и да може, се е окей. Ама кога ќе идам дома и кога сопругата ќе ми даде цак едно зборче, точно овде да ме погоди, све паѓа у вода. Значи, со тие луѓе кои што си најблизок, тие знаат кај да те погодат. Тие се препреката исто за твојот раст. Значи, со рак што се прави? Знаеш и самиот. Сечи нога, сечи рака, сечи и 2 нозе ако треба, сечи и 2 раце ако треба, затоа што ќе направи метастаза. Значи, ако имаш човек на кој што насетуваш дека еден ден ќе стане рак, навреме расчисти. Ако веќе го имаш, немој да одолговлекуваш, ти го зборам ова од искуство со стотици клиенти. Му е жал да го пушти од работа. Му носел работа, му носел препораки, он бил причината зашто отворил бизнис, а се врзале семејно, не знам. Тоа е причината зошто нема да стигнеш до 100.000 евра. Вистината е, ако по случајно стигнеш до 100.000 евра, ти ќе стигнеш, знаеш кога? Кога моментот ќе се спичкате, ќе го отпуштиш или ќе излезе, ќе почне фирмата да дише и ти ќе дојдеш до тие 100.000, милион или како и да е. Додека не расчистиш рак у фирма, нема шанса да успееш. Знаеш зошто? Он ќе ти каже, зошто да вработиш некого? Зошто на? Он е вплеткан во секој Божји бизнис. Што од год идеја предлог ти да дадеш, он све има мислење. Проблемот е до тебе, не е до него. Тоа што ти си го навикнал и било нормално до вчера, а сега ти си се променил и сакаш да воведеш ред, работа, дисциплина, планирање, нели, и нов концепт на работа, ти си се променил и сега очекуваш свите да се промена. Не, нема, брат. Затоа, немој да играш ако имаш вакви работи. Следно, она што е исто така важно, исто постои уште еден квадрант кој што ќе ти помогне да научиш што е важно во врска со луѓето. Имаш луѓе кои што ти се лојални. Еве го пишувам лојален. Тоа се луѓе кои што дали е година време во фирмата, 3, 5, 10, небитно. Он е човек да ти е ќеив да работиш со него. Одговорен, му даваш задача, си сработува, нешто не му штима, не му е добро, ќе каже шефе, дај еден состанок, качи плата, дај ова. Значи, он не пика под тепих проблеми, не сака да се продаде за 50-100 евра у друга фирма, туку едноставно му е убаво, имате организацијска структура добра, имате добра клима за разбирање, ви оди соработката,
прифатен е, колективот му одговара, значи се му е окей. И ако е незадоволен за нешто, он ќе излезе и ќе ти каже, шефе, дај бе да средиме ова, она. Значи, он не се гледа на друго место да те продаде во прва прилика, туку он се гледа подолго време да работи во фирма. Сите посакуваме вакви, но вакви не се купува, туку се создава. И ако го земеш од друга фирма, пак ти треба од почеток да го градиш, и тоа е супер. И нашата цел е што повеќе да имаме вакви. Имаш уште една група која што се вика следно. Сега пред да ти го пишам имево, сакам да ти кажам една работа. Замисли ти немаш организацијска структура, немаш точно работно место, немаш опис дадено за работно место, што треба да работи, како треба да работи, да не зборувам премногу. Значи не знаеш кого тражиш. Ти бараш некој, ми треба Александар, абе да знаеш некој млад за работа, Александар, абе да немаш некој за работа, зашто ти треба која позиција? Па, значи не знаеш што сакаш. И ова најчесто луѓето ми го зборуваат. Да не имаш некој човек, да ми препорачаш некој за работа да, ама за која позиција? Ако немаш одговор ти на ова прашање, значи ти не знаеш што сакаш. И тоа не е лошо, само треба да знаеш. Значи, кога ти не знаеш што сакаш, каков човек да вработиш, каков човек добиваш, прочита, залутан. Ти не знаеш што сакаш, он не знае што сакаш, те се наште двајцата. Ти си го вработал, на разговорот ти дал сигнал дека супер, ова може ќе го биде, добар е, вакво, такво, така. Он работа и веќе гледаш колку е саат. Излегува од работа, не знае тоа, не дисциплиниран, не му се работа, не учи. Значи, што си барал? Тоа си добил. Ти не си барал продавач, ти не си барал експерт за програмирање, ти не си барал, не знам, финансов администратор. Ти си барал некој да ти помогне, некој. Па еве го тој некој, тој го викаме залутан. Супер. Имаме сега уште еден тип на човек, а тоа е кога имаш интервју, он ти вика: шефе, колку е плата? Колку време работиме? Колку имам слободни денови? Кога ми е одмор? А сабота работиме? А недела работиме? А колку ми е бонус? А ако направам толку промет, колку ми е бонус? А ако заработувам ја следната година, сум направил, имал промет ти 100.000 евра, сега имаш 200. Колку ќе ми биде плата? А за колку време тоа можам да го добијам? А што покрај тоа ми следува? Имам ли приватно здравствено? Имам ли животно осигурување? Имам ли инвестицијски фонд? Имам ли службен возило? Имам ли службен телефон? Имам ли дополнителни привилегии? Значи све ова, ако негово разговорот се одбива за мене, значи што има за него, што ти даваш, а он што зема, каков човек добиваш од другата страна? Секунда, со црвено ќе ти запишам, за да го памтиш ово. Тоа се вика, драг мој пријателу, платеник. Знаеш што значи платеник? Еве сега у војнава у Украина имаш колку сакаш. Од Англија он иде тамо работа. Од Македонија имаш колку сакаш тамо платеници, нели? Значи што работаат овие? Овие баш му е гајде за кого работа. Дали за тебе работи, дали за мено или за нено работи. Него го интересира само едно, што овде има за мене. Значи, не се лоши овие луѓе, само треба да знаеш како со нив. Не е ова лош човек, ова е супер човек. Ова е амбициозен човек. Сака да знае што му спаѓа, што му има за него. И сега, ако он имаш ти кариерен развој, ако имаш бонус програма, знаеш како да го раководиш, знаеш како да му помогнеш, он е бомбона за фирма. Само ако ти не си учен да дадеш бонус, ако немаш јасна бонус програма, ако имаш недоречено нејасно, а он е искусен, он на интервју ти бега. Знае со кого има работа, па пред тоа го лаже лека од тебе добронадмерници колку сакаш. Ама еве сега ја правиме, ти само покажи се па ќе работаме, сега ова ти покажи се па не е проблем, ти донеси па ја, така и го лаже лека колку сакаш. И не е проблемот што ти го лажеш. Ти сам себе се лажеш, ти мислиш дека он ќе ти верува или она, а ти имаш добра намера еден ден тоа да го направиш, само знаеш што е проблемот? Го немаш.
Ако ти тоа го имаш, кариерен развој, бонус програма, и му кажеш, еве како се напредува, еве каде можеш да бидеш во иднина, еве колку се заработува, еве како можеш да заработиш, еве колку во просек заработуваат на ова ниво. Значи, ако све ова домашнава ти е јасна, тој ќе дојде кај тебе, нема проблем. Тој ќе работи испод плата, на основа, на нула. Он ќе дојде и да не го пријавиш и да не работи ништо, само за бонус. Има такви колку сакаш. И работам со такви. Бомбона. Само поентата е дали ти си ја завршил задачата за ова што зборам, може би пред тебе го гледаш, ти доаѓа на интервју се пријавува, ама ти збориш неодредено, нејасно, ти немаш аргументи, и него му е јасно кај дошол, и он си вика, се док те чекам ја тебе ова да научиш, да направиш, па дали ќе, ја немам време. Он е платеник. Он нема емпатија према тебе. Баш му е гајле кај си ти. Одма, хоп, си баран друго место. Дали ти е јасно? Не е ова лош човек. Амбициозен кој што знае само у животот што сака, а види амбициозните са директно. Кажи ми што имам, како, а не ми кажи ти сега гачки бубачки. Само овие се културни, нема да ти кажи, пријателе, не филозофирај тоа што ти сакаш, супер, кажи ми сега што имаш. Штом го немаш тоа, затоа вели Александар, секој ден пред тебе се премиум клиенти, премиум вработени, ама дали ти ја имаш премиум задачата завршена и знаеш со кого разговараш и што разговараш, све ова што го зборуваме, и едноставно ги добиваш или само ги пропушташ. Океј? Супер. И третата и четвртата позиција е следно. Знаеш, гужва е овде на паркинг, да имаше и канцеларија немаме, и принтер немаме, да може и ова шефе, а може и принтер, а може и 2 дена слободни, а може да ме пушташ од сабајле, а може и двократно, ама ова знаеш како е, ладно ми е шефе, ама ова масава не ми чини, ама ова не. Значи што бод да работа овој човек, овој не гледа у решенија, овој гледа во, така е, во проблеми гледа. И па како ги нарекуваме овие луѓе? Марчатор. Значи, какви се овие луѓе? Марси муда, дигнал глава од животот свој, не знае ни што сака ника има, мајка му и татко му не му овозможиле ништо, и сега он преку тебе сака да лечи фрустрации. Он е незадоволен или она од цел живот околу неа, и он, брате мој, затоа што завршил факултет, имал тешко детство, имал трауми или не знам што, он не чекува ти да му бидеш и татко, и мајка, и баба, и дедо од тебе. Само тражи на грешно место. Чисти ѓубре одма. Или постави граници. Сега, дали ти е јасно како се создава тим? Најпрво мора да знаеш кој го сочинува твојот тим. Платеник, залутан. Мора да направиш попис, да видиш до кај ти се луѓево. Следно, затоа мораш да направиш кариерен развој. Ќе зборуваме за се ова. Мора ти да ги испеглаш работите. И овие кои што те се амбициозни, да ги унапредуваш, а тоа е твоја задача на лидершип. Тоа е лидерство. Да им помогнеш на другите луѓе да бидат подобри покрај тебе. Значи ти не заслужуваш подобар тим. Туку ти мораш да работиш на твојот тим. Слушни ме внимателно. Најголем дел од луѓето мислат дека кога ќе вработаат човек, он го решил проблемот. Не. Тогаш почнува проблемот. Сега ќе ти кажам. Кога одеше со девојката или со момчето, кога се забавувавте, тебе животот ти изгледаше мет и млеко дека ќе ти биде со него или со неа. Кога се зедовте, колку време обстои таа процедура? Тој убав живот што ти го очекуваше? Уште многу малку време. Може би месеци, може би години. Подоцна, што векаше? Кај ја го најдов овој токмак се запустив. Кај ја најдов ова ме изгоре. Или не знам што. Што тоа значи? Ќе ги менуваш сега 100? Па колку луѓе има се преженува, се премажува, па пак исто. Само, нели, активноста останува, а нова будала доаѓа. Значи, што ми е зборот? Како што на бракот мора да работиш, да ја одржиш врската, што све спаѓа, ја не сум брачен советник и нема да ти изборувам за ова, ти знаеш што треба да правиш. Исто треба и да вложуваш во односот со твоите вработени. Значи, тоа вработување не ти го решава проблемот кој готи да е човекот, со какви готи способности, туку тоа е почетокот на сите следни настани кои што треба да го негуваш во иднина. Зошто ова ти е важно да го направиш? Затоа што ова ти е чекорот
до слободно време. Затоа што ова ти е чекорот до пари колку што сакаш. Колку повеќе им помогнеш на овие да продадат и за земат бонус за себе, толку ќе имаат повеќе и за тебе. Колку повеќе овие ќе ги научиш да планираат, да организираат, да контролираат, да координираат и да бидат поефикасни и ефективни, толку нема кој не те препрашува тебе. Ако они сега знаат работата, имаш воведено системи, зошто тебе би те препрашувале? Шефе, што да направам ова, шефе ова, шефе ова, шефе ова, па на телефон, па на одбор, па на Вибер да пишуваш, у чадор Грчка да си, па ми викаат после еден одбор не отидов кај што треба, ти се плюкнем све нешто, мене ме бараат, значи ова идиоти, не можем да работам. Па уште и се фала некој, еве, праша ја сопругата, како идем ја на одмор, и ќе каже она, пише параке по цел ден на мејло и нова. Уште се фалат со својата глупост. Како знаеш дали имаш добро организиран бизнес? Така што види, телефонот можеш да свртиш наопаку и баш да ти е гајле дали сега некој звони. Така што одиш на викенд и баш ти е гајле што си го заборавил телефонот дома. Тоа е нормален бизнес. Но толку долго ти се навикна да бидеш октопод, толку гледаш околу тебе катастрофа случаи, зборуваш и се дружиш со луѓе кои што имаат никаков бизнес, зборуваат и за исти вакви проблеми и ти мислиш дека тоа е нормално. Не, брат, тоа не е нормално. Нормално е да работиш ти колку сакаш. Твој живот, твој бизнес, твои правила. Ако јас размислував, па знаеш, луѓе во се неодговорни, кој у Македонија сака консалтинг, кој мене би ми одбрал за ментор, па некој сака од поручек, па некој сака попладне, па некој нема време, па ја треба да се прилагодим, па со некој од сабајле, со некој од поручек, со некој сабота, со некој недела. Жити мајка. Како ќе изгледаше мојот живот денес? Значи, ја тебе треба да те учам за бизнес, а ја работам ко конј по цел ден, цел ноќ. Ја тебе те учам како се прават пари, а немам ќординар. Значи, тоа е лудост, човек. Што ти треба да направиш? Врати се повторно на првата епизода. И цело време ќе те враќам назад. До сите епизоди. Секогаш мора да се враќаме на основите. Ако си дошол до оваа епизода, а не си ги решил предходните, само ја гледаш дека си на работа, на возење, на движење или како и да е. Ништо не си направил. Ти мислиш дека работиш. Ти мислиш дека си слушнал и ќе направиш нешто ново. Не. Лист, пенкало, одговори. Која е разликата од ова сега што го зборувам, без пари? И која е разликата како сега ти ми си мене клиент? Па ја исто го зборам и на мастермајнд. Исто го имаш и на програмите, истото стои по видеа, истите вежби, истите задачи, све е исто. Разликата е само што можеш да ме прашаш. Разликата е, како овие С да ги направам побарго Б? Како овие Б да ги направам побарго А? Имам еден пријател, цел живот ми е овде, како да го отпуштиме? Па Александар ќе ти најде решение. Александар ќе ти помогне како тоа побарго да направиш. Имаш предрасуди да не се рушат, ако он ми носи клиенти, ако го отпуштам да не ме промашат, ако ова, ако на... Значи, сите тие бубаш фаби у глава, јас ти ги помагам. Но тоа не значи дека ако ова сега го гледаш бесплатно, дека нема вредност. Единствената разлика е што јас и ти немаме сега интеракција. Она што можам да го направам, а сега можеме моментот, не сакаш да бидеш на бизнес темел програмот, не сакаш да бидеш на мастермајнд, тоа се два програми кои што ги работам, тоа е сосема во ред. На крајот на криштата нема ни упис сега за сега и да сакаш не би можеле да те приклучам. Што сакам да кажам? Тоа што ова го слушаш сега, тоа не е разводната верзија од мене. Не ти кријам ништо од ова. Александар не може да уклучи софтвер. Так, сега збориш Александар за пари, овие платија што гледа, па ја сега друго ќе зборам. Чекај, овие не платиле, а сега нив малку ќе им кажам, малку не. Не. Ова е реалната слика. Ова е речникот секогаш на кој што зборам. Ако е залутан, е залутан. Ако си залутан, залутан си. Ако ти е платен, ти е платен. Ако ти е рак, ти е рак. Ја не ти филозофирам. Ја ти го кажувам директно у образ тоа што го гледам, у очи. Затоа што колку побарго ја слушнеш вистината, толку побарго ќе ги решиш проблемите. Затоа ме плаќаат луѓето. Тоа што сега на овој начин ти не плаќаш и не ме гледаш и не сум ти ментор на таков начин, тоа не значи дека нешто ти прикривам. Спроведи го ова, формирај тим, а во следното видео ќе ти објаснам како да направиш маркетинг едноставна стратегија. Поздрав, под видеото. Не, чекај, не се исклучи. Под видеото имаш доле пишува newsletter пријава. Кликни, зашто на крајот
еднаш месечно имам бесплатни тренинзи, ќе можеш да поставиш прашања, ќе можеш да ти одговорам, да ти помогнам за било што од тоа што сме го зборувале или од минатите подкаст епизоди. Кликни, претплати се, бесплатно, не се грижи. Ајде, чао!